Дневник на ТВ Плюс, добро вечер. Почнуваме веднаш по кратките најави. Последен ден од кампањата, а од вечерва молк. Зголемен бројот на пријави за семејно насилство. 52 компјутери украдени од вагон на Табановце. Зголемен е бројот на пријави за семејно насилство. Беше истакнато на денешната трибина на Центарот за рурален развој Бујрум, која по повод недела против насилството врз жената. Во Куманово годинава се регистрирани 115 вакви случаи, во кои најчесто жртвата е жена. Зголемен е бројот на пријави за семејно насилство во Куманово. Според податоците на СВР Куманово, годинава се регистрирани 115 кривични пријави. Најчесто жртвата е брачен партнер кој бил тепан или психички малтретиран. Од нив во 3 случаи биле малтретирани деца, 2 мажи, а останатите жртви биле жени. Најчесто се работи за припадници на македонската националност, потоа ромска, а најмалку има албанци, бидејќи како што велат надлежните, тие воопшто и не пријавуваат вакво насилство. Од полицијата истакнаа дека често се случува додека ја пишуваат пријавата, жртвата да ја повлече. Ова беше истакнато на денешната трибина насловена Насилство врз жените, која што ја организираше Центарот за рурален развој Бујрум во соработка со UNDP. Целта на оваа трибина е да се подигне свеста за насилство врз жените, кое е се позастапено во Македонија и во светски рамки. Трибината се организира токму во овој период кога се обележуваат недела против насилство врз жена. Тоа е светска кампања поддржана од Обединети нации. Председателката на Организацијата за жени Кумановка Виолета Петровска истакна дека мора да се направат интервенции во законите. По некои истражувања што ги направивме, према нас, према Организација на жени Кумановка, економското насилство е најзастапено. Меѓутоа, истражувања што се направиле други од граѓанскиот сектор, други невладини организации, податоците кажуваат нешто друго, дека најзастапено е психичкото насилство во нашата општина. Па потоа иде физичкото насилство, па психичкото и физичкото насилство и на крај сексуалното насилство. Меѓутоа, една од новините што оваа година се во Република Македонија се појавува, тоа е насилство врз лицата со попреченост. Таа додаде дека често поради страв, срамно и непрепознавање жртвата не го пријавува насилството. Во текот на вчерашниот ден во СВР Куманово, телефонскиот полициски службеници од полициска станица Табановце железнички премин била пријавена тешка кражба од вагон од композиција која се обраќала на релација Богородица Табановце, информираат од Министерството за внатрешни работи. По овластување од јавен обвинител, увид на местото на настанот извршила увидна екипа од СВР Куманово, при што е утврдено дека при преглед на царински посредници било забележено дека недостасува пломба и крилото од еден контејнер било отворено. При извршениот преглед во присуство на царински работници, утврдено е дека од контејнерот недостасуваат 52 компјутери без монитори марка HP. Според нивната документација, во истиот контејнер требало да има 42 кутии или вкупно 1212 компјутери. Извршени се разговори со лица затекнати на местото на настанот и засега не се знае точната локација каде била извршена тешката кражба. Се превземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Кандидатот за пратеник на СДСМ и коалицијата во изборната единица 2, Максим Димитриевски, денеска заедно со останатите сопартици ги повикаа граѓаните масовно да излезат на изборите и да дадат поддршка на здружената опозиција. Денеска и официјално ќе заврши кампањата за овие предвремени парламентарни избори. Поминавме многу работи заедно. Доаѓа моментот на вашата одлука. Ја користам оваа прилика да во име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и целата здружена опозиција
ве повикам во недела на 11 декември да излезете масовно на избори и да ја дадете вашата подршка на онаа што значи план за живот во Република Македонија. На бројот 4 и носителот на нашата листа на кандидати за пратеници, господинот Оливер Спасовски. Со тоа ќе отворите нова можност и нова страна во Република Македонија. Дозволете ни заедно со вас да ја пишуваме современата и позитивната историја на Република Македонија. Поштувани, одлуката е ваша, наше е да ја испорачаме понудата. Се надеваме на вашата подршка и веруваме во иднината првенствено на младите луѓе во Република Македонија. Либерално-демократската партија денеска ги повика граѓаните масовно да излезат на изборите и да гласаат за живот во Македонија. Тоа ќе го сторат со заокружување на бројот 4, рече на пресконференцијата портпаролот на ЛДП Филип Јаневиќ. Од Општинската организација на Либерално-демократската партија денеска ги повикаа граѓаните масовно да излезат на гласање на предстојните вонредни парламентарни избори в недела. На овие избори граѓаните самите ќе одлучат во каква Македонија сакаат да живеат. Во држава во која демократијата, правдата, слободата беа згазени од оваа корумпирана власт или во држава во која ќе има и демократија и слобода и правда за сите, рече на пресконференцијата портпаролот на ЛДП Филип Јаневиќ. После 10 години на власт на ДПМНЕ не постои сегмент од општеството кој не е руиниран. Македонија денеска има најмала минимална и најмала просечна плата во регионот. Богатите биваат се побогати, средната класа речиси и да не постои, а сиромашните се заглавени на самото дно без никакви шанси за напредок. Пензинските фондови се пред капитулација, имаме највисок долг во историјата на самостојна Македонија и парите наместо во стопанство, образование и здравство се трошат за споменици и богатење на власта. Од ЛДП порачуваат сите да го искористат своето право на глас затоа што, како што потенцира Јаневиќ, секое неизлегување на денот на изборите или пак пречкртување на гласачкото ливче значи глас за ВМРО, ДПМНЕ и коалиционите партнери. Јаневиќ уште еднаш ги повика граѓаните на 11 декември да го заокружат бројот 4 за живот во Македонија. Со програмата Реално се предвидуваат бројни проекти за подобрување на животот на граѓаните во Куманово, рече пред присутните кандидатот за пратеник на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија Марио Цветковски на централниот митинг на градскиот плоштад. Тој, како и останатите кандидати за пратеници од оваа коалиција, ги повикаа граѓаните на референдумско изјаснување во недела. Сите сме сведоци последните 2,5 години што се случува во Македонија. Сите сме сведоци на предавството кој ни го прават, на уцените, заканите, притисоци од сите страни. Сведоци на лудостите на Заев и неговата компанија, но и сведоци на истрајноста и трпеливоста на македонскиот народ кој гледа и ќе пресуди. Слушавме за фантоми, за измислени гласачи, за нарушување на честа и угледот на ВМРО и за секакви скандали со кои храбро се изборивме и успеавме вистината да ја истакнеме пред граѓаните. Предноста на ВМРО ДПМНЕ е честноста, искреноста, истрајноста, пожртвуваноста за својот народ, за неговата иднина. Предноста на ВМРО ДПМНЕ е реалноста и новата програма Реално, која не случајно се вика така. Реално затоа што во Куманово ќе се гради ТИРС зона, ќе се врши рестартирање на поранешните стопански капацитети, жртви на транзицијата, нов ургентен центар за Куманово, нови баскет игралишта за младите, градинки за најмладите за иднината на Македонија, бесплатен превоз и книги на учениците, реално за нова фитнес зона и мултифункционални игралишта, нови патишта и реконструкција на 8 училишта. Предноста на ВМРО ДПМНЕ се неговите дела и резултати кои насекаде низ Македонија се покажани и докажани
во интерес на граѓаните и државата. За почеток, да се посетиме на изјавите на Зоран Заев пред албанската диаспора во Берн во Швајцарија. Цитирам: на таа конференција Зоран Заев изјави: Охридскиот рамковен договор не е договор. Мора да одиме преку Охридскиот договор, оти тоа е некоја рамка, зашто во 21. век, 25 години независна Македонија да има рамки на ограничување. Некои продолжува. Некои викаат: еј, ало, ќе изгубиш македонски гласови. Па ако е грдо лицето на македонецот, што е важно, ќе дојдат и други избори, ќе дојдат и други политичари. Сега му е мајката. Почитувани, ова се зборовите на Зоран Заев, ова се неговите дела. Господине Заев, дали еден ден ќе се срамите од сопствениот народ за сето зло што го нанесовте на Македонија? Ова што вие го правите, господине Заев, е предавство на својата земја и на својот народ. Ова предавство не се простува. Кандидатите за пратеници од редовите на СДСМ и коалицијата вчера вечер одржаа мини митинг во населбата Долно Којнаре, каде презентираа дел од мерките и се сретнаа со граѓаните од оваа местна заедница. Кандидатите за пратеници во втората изборна единица од редовите на СДСМ и коалицијата вчера вечер одржаа мини митинг пред граѓаните во населбата Долно Којнаре, каде ги презентираа своите проекти. Максим Димитриевски истакна дека СДСМ ќе пишува современата историја на државата во која ќе има можности за сите граѓани. Истиот овој Никола Груевски е бела шума за нашата држава. Излезе со проекти да го стимулира наталитетот. А денеска во Куманово полесно се запишува дете на факултет отколку во детска градинка. Излегуван из цела Македонија и се фали со проекти дека изградил над 20 детски градинки. Па кај се тие детски градинки во Куманово? Па Куманово е 7% од Република Македонија. Ние никогаш нема да си дозволиме за едни да видиме од позиција на власт мајка, а за други мачеа. Тие пари се на сите. Во своето обраќање, носителот на листата Оливер Спасовски најави дека најдобрите студенти ќе работат во администрацијата, како и низа други проекти. Граѓаните на Македонија знаат дека Куманово е отпишано од картата на Македонија. Како да не постоеш. Куманово како општина со најголем број на жители, плаќа и најмногу даноци во Република Македонија. За возврат нема ниту еден денар во буџетот да се помогне на Куманово. Се она што се градеше овде во Куманово, се градеше со буџетот на општина Куманово и со парите кои што ги обезбедуваа градоначалникот и советот на општината. Затоа, после превземањето на власта, врвен приоритет за нас мора да биде како да се одолжиме на Куманово, како да помогнеме на Куманово, како да донесеме пари од државниот буџет на Република Македонија овде во Куманово. Заради тоа што на тој начин ќе покажеме дека навистина не се залудни сите овие малтретирања, сите овие 10 години. Своје обраќање пред граѓаните има и Лидија Тасевска и Мирослав Јовановиќ, кои ги повикаа да го заокружат бројот 4 и да гласаат за СДСМ и коалицијата. Од вечерва на полноќ стапува изборниот молк пред гласањето на вонредните парламентарни избори на 11 декември. Молкот подразбира дека не смее да има политичко рекламирање во медиумите, за да им се овозможи на гласачите самите да размислат за понудените политички опции и да се одлучат за кого ќе гласаат. Денеска е последен ден од предизборната кампања, а од вечерва на полноќ стапува изборниот молк пред гласањето на предвремените парламентарни избори в недела. Молкот подразбира ефективна тишина, што значи дека нема политичко рекламирање на телевизија, радио, весници за да им овозможи на гласачите одреден период 24 часа или повеќе за самите, без сугестии од страна да размислат за понудените политички опции и да се одлучат за една од нив. Правила на изборниот молк се однесуваат и на електронските медиуми. На денот на изборите во недела од 7 до 19 часот дозволено е да се објавуваат извештаи за тоа каде и како се гласа, па дури и кој кандидат за градоначалник, за носител на листа или за претседател каде гласал, но не и нивните изјави. За време на изборниот молк е дозволено да се емитуваат информации за одзивот на граѓаните и видеа од надлежните државни органи и невладини организации за тоа како се одвива гласањето. Важно е да не постои рекламирање во медиумите и ако има јавни собири, може да се
се информира дека се случило прекршување на изборниот молк, но да не се објавуваат имињата на кандидатите или имињата на партиите. Не смеа да се објавуваат проценки на резултатите. Медиумите во деновите на изборниот молк мора да се воздржат од објавување на информации за редовните активности на државните службеници, освен секако ако не се случат природни или предизвикани од човек катастрофи, земјотрес, поплава, епидемија, војна. Кошаркарите на Куманово утре вечер со почеток во 18 часот на гостински терен го играат петиот меч во домашното кошаркарско првенство против екипата на Фени Индустри во Кавадарци. Кошаркарскиот клуб Куманово моментално се наоѓа на третата позиција на табелата со 7 бода, веднаш зад Работнички и Фени кои имат по 1 бод повеќе. Веќе во вторник, изабраниците на Србиновски го пречекуваат составот на Сигал Приштина во рамките на Библ лигата. Времето денеска во Куманово беше сончево, а дуваше речиси тивок северозападен ветер. Дневната температура изнесуваше 12 степени, а утринската 0. За утре метеоролозите најавуваат сончево време, а ќе дува речиси тивок северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 12 степени, а утринската ќе се намали до 1 степен. Ви благодарам што не следевте. Довидување.